Господја Екимовска, слушнавме дел од вашите пораки во самото видео, но би сакала да слушнам од вас кои беа главните придобивки кои ги имавте, но кои са и идните можности и за зголемување на продуктивноста на жените, но и за придонесување кон она за што говоревте и во самото видео, придонесување кон еден баланс помеѓу професионалните и приватните обврски кај жените. Ви благодарам, Славица. Јас моето излагање и кога отпочнам со една многу едноставна мисла. Пола од светската популација припаѓа на жени, а останатата половина е родена од жени, порасната од жени и воспитувана од жени. Значи, импактот во општеството што една жена го прави е огромно и ние го учествуваме и по 10, и по 20, и по 30 години и затоа општеството во каква и да било форма, дали јас како работодавец или сите ние во рамките на својата мисија или професија во која што функционираме, треба секогаш да внимава која е улогата на жената во едно општество. Првенствено благодарам стварно што тука со нас е денеска министерката за образование, пошто ми сметаме дека таа би имала клучен импакт во промените кои што во нашето општество треба да се случуваат. Исто така и мојот школски другар, заменик министерот за економија, кој што има одговорност во делот на работната сила. Така, Министерството сега си ја превзема таа одговорност. И благодарам многу на господјата која што анализите ги сватила вие сте од... Сори, јас сум лоша со имината. Вие сте сватиле суштината на програмот кој што го имплементиравме. Не е суштината само на бројките. Маријан, неизмерно сум благодарна на она што Finance Think го прифати како идеја, пошто верувајте, капиталот е како живата. Секогаш ќе си го најде своето место и ние како компанија нема да се откажиме од зголемувањето на продуктивноста. Може импактот сега ни е оку колку што ни е. 1,1 или 0,4, меѓутоа на долг рок јас сум убедена дека тој импакт ќе биде се поголем и поголем како резултат пред се на меките вештини како резултат на заклучоците кои што ги донесовме за краткорочно и долгорочно инвестирање во делот на имплементирање на жената во креирање на едно економско тло што се вика или еден екосистем кој што го викаме Конфиангел. Секако неизмерна благодарност до амбасадата на Обединетото кралство кој што и до нивната соработничка Ирена кој што ја препозна суштината на овај проект и финансиската поддршка од страна на амбасадата и не парите се секогаш најмал проблем, секогаш ќе се најдат. Меѓутоа грижата, некој која ќе ви даде до значење дека се грижи за вас, дека се грижи за тоа каде е улогата на жената, конкретно еве кај нас во нашата компанија и секако на општеството и од тука неизмерна благодарност до амбасадата, секако неизмерна благодарност до сите власти, до другите соговорници кои што сепак сме одговорни, имаме креатори сме на јавното мислење и сметам дека можеме да направиме промени. Промените во бројки, може би пола милион за некој ќе каже ништо не значи, меѓутоа за нас значат многу и како што претходно кажа во излагањето 60% од средствата одат во компанијата, 40 одат кај тие кои што ги заштедиле. Тоа е еден од начините покрај инвестирањето во технологија и во автоматизација, еден од начините за подобрување на продуктивноста која нажалост не можеме баш многу да се пофалиме дека ни е на високо ниво, секако е така се викаат soft measurement, soft skillovi, меѓутоа ја ги викам внимание. Ние сите луѓето имаме потреба од внимание. Не сме само тука да станеме, да ги одврземе нашите обврски, да одиме на работа и да замениме. Не, сакаме внимание. Внимание од својот предпоставен, внимание или доверба. Многу долго размислував зошто се најдуваме на ова ниво на кое што се најдуваме во овој моментот и покрај тоа што некогаш во некој друго систем сме имале култура на работа. Зошто ние како работодавци, како општество и заедно со нашите работници, знаете ли зошто сме тука? Заради нашето незнаење. Незнаењето е најголемиот непријател кој што може да му се случи на еден човек. Не сите сме имале можност како ние. Во оваа група сме, јас барем каде што сум партиципирала, таа е групата на луѓе кои што партиципираме заедно и споделуваме искуства, споделуваме информации, се надоградуваме едни со други континуирано. Меѓутоа не треба знаењето да е лоцирано само во нас.
Тоаш би биле преедуцирани. Ама што е со оние кои што ни се најбитни во креаторите, како во општеството, така и во компанијата, тие кои што ја ствараат додатната вредност. Тие се суштината. Нашата филозофија на компанијата и благодарение на овие soft management, на овие методи е да му дадеме пристап на секој поединец. Секој поединец вработен во тој екосистем е дел од тој круг и секој поединец е лидер на својата работна позиција во која што си ја работи. И доколку достоинствено, етично и морално, подкрепено, нормално, со дополнително знаење, едукација и поддршка од страна на своите колеги и предпоставени, верувајте ме, плодот допрва ќе следи. Значи, да бидеме слушнати. Јас често пати покушував да ја слушнам приказката од моите вработени, меѓутоа, знаете, секогаш постои некоја бариера, дали да кажам доволно или не. Благодарение на стручните лица кои што беа вклучени во оваа програм, кои што, јас, верувајте ме, често одев меѓу нив и ја гледав среќата на нашите вработени, некој конечно им обрна внимание. Им кажа како, луѓето не знаат што е тоа капитализам, не знаат што е тоа капитал, не знаат за кого работат, незнаењето е нашиот најголем непријател. Конечно ние обрнавме време, енергија, љубов, што е најбитно, љубов, и ги слушаме нашите вработени. Импактот кој што го добиваме, верувајте ме, многу позитивен на многу начини, не само како преку бројки, благодарам Марија на бројките, него и јута како енергија. Сепак на крајот на денот ние произведуваме производ и тој производ оди со позитивна енергија кај нашите крајни купци и од тука произлегува и успехот на некој начин на компанијата. И затоа уште еднаш ќе потенцирам неизмерна благодарност и идејата дека преку едукација на оние што се дел од тој екосистем можеме да дојдеме до подобар резултат, стварно вложи со плод и ние како компанија нема да се задржиме овдека само на жените, следен чекор ќе ни бидат младите, пошто можеме да се пофалиме дека во компанијата имаме многу млади и сега ќе се посветиме на едукација и на љубов и на внимание на младите, заради тоа што стварно сакаме да се ги задржиме во компанијата, а на долг рок мерки кои што ги донесовме од овај проект и кои што ќе ги имплементираме, јас се извинувам Славица, ама што се обраќам секаде, донесовме заклучок како компанија и внесовме веќе во буџет, во моментов правиме анализа за, како што кажа насиот министер, за градинка. Имаме доволно, пошто сме млада популација, вклучително јас имам детенце, ако не сум толку млада, ама помагам во тој дел. Одлучивме да креираме градинка за сопствените потреби. Видовме од непосредната разговор со нив, меѓутоа не јас, други го правеа разговорот. Сватете, многу беа поотворени, беа непосредни, кога друг некој однадвор објективно ги собира информациите. Голем дел од тие информации свативме дека превентивното здравје им е многу битно и клучно, им ствара огромен стрес на нашите вработени. Од тој причини ќе отвориме и матичен лекар во рамките на компанијата. Значи, се она што ќе придонесе за нивна зголемена продуктивност или се она што ќе придонесе за зголемување на нивната лична среќа, а истовремено и успехот на компанијата, ние како компанија сме спремни непосредно да продолжиме во креирањето на едно подобро место за работа, што се вика екосистем, што се вика Конфиангел, и уште еднаш стварно сум неизмерно благодарна на Благица што ја прифати мојата идеја, на Обединетото кралство, на мојата најмилена земја, на поддршката од страна на Министерството, и се надевам дека доколку го следиме оваа форма на пристап до нашите вработени, дека ќе вложи со труд дополнително.